Основното образование е основа за всадување на примерни знаења кај учениците, а бидејќи неретко малите дечиња помалку несигурно седнуваат за прв пат во клупите на возраст од 6,5 години, многу важен, а можеби и круцијален во нивниот понатамошен развој е периодот на првите воспитно-образовни години. Златен канал неретко информира за сите активности, работилници и инвентивни и креативни начини на едуцирање и анимација на учениците во двете основни училишта од Крива Паланка. Присуствувавме на еден од несекојдневните часови за интерактивно совладување на наставната материја, стоматолошка работилница за трето одделенците во основното општинско училиште Илинден, под менторство на учителот Добри Јовевски, во соработка со доктор стоматолог Лилијана Стојанова од здравствениот дом Димитар Арсов Крива Паланка. Така, сте имали ли некои лоши искуства со болни заби, со болки во забите? Да. Така, работиме, затоа сум денеска тука, за да имате помалку проблеми со вашите заби. Трето одделенците од основното општинско училиште Илинден имаа можност одблиску да се запознаат со поимот стоматолог и да научат многу нешта поврзани со оралната хигиена. Господине Јовевски, интересен начин дечињата да го совладаат стравот од стоматолог. Па така, тоа ни беше една од целите, имајќи го во предвид стравот со кој што се соочуваат дечињата на оваа возраст да посетуваат стоматолог. Се роди идејата од самите ученици да поканиме кај нас да дојде доктор стоматолог, малку поблиску и на поинаков начин да им ги приближи сите оние активности кои се поврзани со здравјето на луѓето, на учениците, на децата, како и на кој начин тоа да го прават во секојдневната нивна хигиена и малку поблиску да постават прашања за да добијат одговори на сето она што на нив до овој момент им беше непознато. Се надевам дека со сите овие презентации и практични вежби и симулации што ги направи докторката Лилијана, им го доближивме стоматологот многу поблиску до нив и мислам дека навиките за одржување на оралната хигиена се на повисоко ниво. Дали здрав заб може да боли? Што мислите? Не. Така. Значи, ако имате здрави заби, нема да ве болат забите и ќе бидете вие здрави. На забите. Камо да видиме, добро. Храна? Да има достатъчно храна. Ваквите работилници се можност дечињата да стекнат пред се здрави навики за орална хигиена, да го сватат значењето на грижата за своето здравје, а истовремено и да ги поттикнат да бидат активни во восприемањето нови знаења. Освен тоа, Јовевски напомена дека покрај ваквите интерактивни часови, новитет во наставата по физичко образование, кој во неговата паралелка веќе неколку месеци се практикува, е зумба часот, поделен во неколку порции здрав живот, рече Јовевски. За ова кратко погледнете во продолжение, а наскоро очекувајте емисијата Пулсот на градот, посветена на малите мудри глави стоматолози и спортисти.